железнава купола навреди, санкции, поплати кон и оние русофобични однесувања кон се што е руско. Читам од Сабајле некои коментари на некои. Добро, ја ги разбирам. Живеат на Запад, живеат во Америка, живеат вама, живеат тамо. Освен тоа, имаат многу погрешни представи за геополитиката, за картите на светот, за историјата, политичката историја на светот и Европа, барем оваа поблискава во изминативе 80-100 години. Така што ги разбирам таа поддршка, нивна несебична поддршка што му ја даваат на Израел било која негова акција, дали се однесува на западниот брег, дали се однесува во појасот Газа, дали се однесува на нападите во Либан, дали се однесува сега за овој брутал. Што се покажа сега со овие напади? Иран има доволно количина на оружје да води долготрајна војна со Израел и со неговите помошници во прва рака со американците. Освен тоа, не заборавајте дека Иран не е сам во таа приказна. Како што Израел не е сам, така Иран не е сам. Иран има полната поддршка од една Кина, полната поддршка од една Русија. Проблемот во целата оваа заебанција што се случи е тоа што пак светот се доближи на чекор до нуклеарна војна. Но овој пат мислам дека најблиску со прстето до црвеното копче с Израел. Затоа што оној напад вчера, што се случи буквално на целата територија на Израел, покажа дека таа нивна железна купола, дека не им брка работа. Уште со првите ракетни грозби на некои хрватски портали, тие ми се некако така Значи, опустошена цела една резиденцијална област во градот Ришан. Опустошена. Што значи, одмаздата на Иран е жестока, она што следно може да се очекува, како што кажав еднаш, оној првиот напад што беше на Иран пред неколку месеци врз Израел, кога Израел претходно го нападна Хезболах и Либан. Она што го кажав е дека ако продолжат ваквите жестоки напади на Иран врз Израел, дека многу е веројатно Израел да употреби и нуклеарно оружје. Затоа што до сега покажа последниве години дека немаат многу обзири за ништо друго во светот, освен за самите себе и за нивните интереси и потреби. Што од една страна како држава, како народ можеш да ги оправдаш затоа што секој си гледа за себе, нели? Но од друга страна, после сите оние злодела што ги направија во Палестина, оној геноцид кој што се уште трае, и тоа што со години на тој Блискиот Исток букнуваат војни, секако дека огромен дел од таа вина ја сноси Израел и неговото однесување како помал брат на Соединетите Американски држави, да се разбереме, без несебичната поддршка на Соединетите Американски држави, Израел никогаш немаше да стане таква воена сила, таков фактор во светот, пред кој што исплашените западни народи, кои што ден денес се посипуваат со пепел заради злоделата кои што Хитлер му ги правеше на израелскиот народ во Втората светска војна, заради тоа посипување со пепел што самите се посипуваат, заради тоа прогледување низ прсти цело време на Израел, од Израел направи еден монструм кој сериозно е загрозува
безбедноста во светот и кој што сериозно може да го доведе светот на рап на нуклеарна војна. Сега се виде зошто беа сите тие, така да кажам, војни револуции во околните држави на Израел, се со цел Израел да се направи број еден во тој регион, а во исто време Иран да се доведе во позиција на да му се ослаби моќта, воена и економска и друга, со цел да се разбие, да се растури по истиот принцип, како што се растури на Либија, како што е растурија Сирија и така натаму. Сите му предвидуваат брз крај на Иран. Веднаш да ви кажам дека тоа нема да се случи, како што кажав и на почетокот. Единствено што може да се очекува во моментот е ескалација на ова што го гледавме последниве 2 дена. Нормално никој не очекува дека меѓународната заедница ќе го осуди актот на агресија на Израел врз Иран. И навистина секој од нас може да најде оправдување за одмазничката акција на Иран врз Израел од проста причина што во тој напад на израелците беа убиени невини луѓе, научници, наводно работеле на програмите на збогатување на ураниумот во одредени воени бази нуклеарни во Иран. И човек ќе се запраша, па со вот работеле за својата држава, земале плата од таа своја држава. Значи, убиени се, сотрени се со сите членови на нивните семејства. Нешто што го гледавме во Газа изминативе 2 години. Цели семејства сотрени во бомбардирање во ово, во оно. Знам, не ве интересираат многу овие теми за муавет, повеќето од вас, особено сега кога се време на одмори, на плажи. Едноставно ве заболе онаа работа и мажите и жените, зашто таму Израел, Иран, на не знам колку илјади километри од нас си баваат мајката еден со друг. Но треба да сватите дека тој глобален свет по кој што сонувавте е глобален и во една друга смисла. Кога почнува едно срање некаде, затоа што светот глобален, тоа срање многу брзо знае да стане глобално. Многу побрзо него што можеше да стане глобално пред 80 години или пред 90 години. Тоест пред 100 и кусур години кога почна Првата светска војна. Сега тоа срање има поголеми можности да стане глобално. Дека е светот глобален. Да, као индивидуи не можеме ништо да направиме, можеме само вака да искоментираме, но овие коментари се добри само за да, како индивидуи, да сватиме во каков свет живееме и дека во тој свет во кој што живееме многу брзо по некоја инерција се движи кон сопственото само уништување, кон сопствениот Армагедон, кон сопствената катастрофа. Нешто слично како последните 10 години пред Втората светска војна, кога раѓањето на едно зло во центарот на Европа никој не го регистрираше. Или може би од денешен аспект тоа гледаме, го регистрираше, но од X причини не презема ништо тоа зло во почетокот да се уништи или да се неутрализира.
После се случи тоа што се случи 39-та нападот на Полска и после знаете сето тоа како се одвиваше и како заврши на 9 мај 1945 година. Нешто слично се случува денес, патерните, модлите се исти. Двојните аршини се тука. Од една страна на некој им е се дозволено, на друг ништо не му е дозволено. Во светот меѓународниот, колективниот запад, како да кажам, протежира една политика на двојни аршини, значи она што му се може на едниот за истата работа, на другиот не му се може. Самиот колективен запад е промотери на поделби по разни основи, значи е дискриминаторски поставен. Од демократија нема ништо, од човекови права нема ништо, од права на самоопределување на ова, на она нема ништо. Од таков свет не можете да очекувате ништо друго, туку само да се само уништи. Толку. За тоа. Кој свати, свати. Од друга страна, она што се случува кај нас, по она изјава што ја даде Русковска, ја мислам дека обвинителството треба веднаш да реагира, да се разбереме. Русковска не е глупа, ја мислам не случајно сега ја даде таа изјава дека наводно Заев и се мешал да го преформулира обвинението против затворените од 27 април. Ова мене ми кажува само една работа, дека постоја на апсење на блиски луѓе бизнисмени од кругот на Заеви. И сега ова што го изјави Русковска, она што го кажав пред 2-3 дена, дека јаженцето, обрачот околу Заев почнува, или кланот Заеви почнува полека да се стега. Таа не е од неба па у ребра дека и текна на Русковска да го каже сега тоа тамо на некој подкаст. Но тоа што го каже е супер, затоа што може обвинителството веднаш да преземе акција, да се апси бившиот премиер. Тоа е една работа без никакви овакво двоумења. И втора работа, после онаква изјава, да сме држава со таков правен систем, не знам, треба веднаш да бидат ослободени затворените од 27 април. И ја не знам каква е процедурата, веројатно да има второ судење, во кое што ќе бидат прогласени можеби и за невини. Осудени, ослободени од било каква вина. Не знам што повеќе треба некој да каже за ова да се случи, но како што кажав, она што мене ми изгледа е дека полека обрачот се стега и дека некој има гадно да наебе. Умеѓу време нормално, тоа е поврзано, ова со стегањето на обрач околу Заев е поврзано со сите оние салди, навреди, напади врз министрот Тошковски. Ја не памтам друг министр за внатрешни да бил така напаѓан од кога сме самостојна држава. Значи, буквално секој ден се наоѓа под удар на една предавничка камерила која што ја донесе Македонија во една подредена, недостоинствена положба во однос на соседните држави и во очите на светот. Последното е дека гледате колку функционери службеници, полициски уапси Тошковски од нивни редови, од ВМРО, затоа треба да си даде оставка. Поголема глупост и спин не можете да чуете. Да си даде оставка затоа што уапсил од партиски негови другари кои што извршиле кривични дела и го прекршиле законот. Ова нема ни у Монти Пајтонс. До вчера му вика не апсиш, твои од ваша партија не апсиш.
Сега кога почна, сега па тоа што има многу од ваша партија што се уапсени, ти треба оставка да си даш. Зашо? За да престане да јапси, за да можат сите други да поминат? Не. Играта е, мислам, друга, играта е ова што ви го кажав, поврзано е сето тоа со стегањето на обрачот околу таа предавничка камерила, што ја понижи Македонија од 2017 до минатото лето кога падна од власт. Затоа уште еден повик до ВМРО ДПМН, до власта, до Тошковски, до обвинителството. Терајте си работа, ичта не ви чуе, нека лаат, кога ќе дојдете до нив, и нив, лисиците на раце и упрдакана и може да ви се фатат. Ечо.